Подготвено е се и во Скопје за манифестацијата што не чека се до 11 септември, а тоа се денови на Света Мајка Тереза, откако ќе биде канонизирана, односно прогласена за светица од страна на папата Францис во Ватикан во Рим. Само да кажеме дека веднаш по прогласувањето свечена света Евхаристија во чест на новата светица во капелата во спомен куќата на Мајка Тереза ќе се одржи, а потоа во 19 часот и 30 минути денеска ќе има изложба во црквата Свети Станислав во Рим во организација на спомен куќата на Мајка Тереза во Скопје. Имаме многу настани што не чекаат во текот на деновите што следат, како што кажа, бидејќи ќе бидат денови посветени на Света Мајка Тереза, откако таа ќе биде прогласена за светица, но главната манифестација секако ќе биде на 11 септември во недела на плоштадот во Скопје, каде што ќе присуствуваат и представници од Римокатоличката црква, многу бискупи и кардинали ќе присуствуваат за свечината манифестација. Вчера во отвореното студио, да се подсетиме, во телевизија Нова исто така имавме и гости кои дебатираа на темата за тоа што мајката на сите деца, можеме да кажеме Мајка Тереза, односно Агнеза Гонџа Бојаджиев, да се подсетиме на нејзиното име, ќе биде прогласена за светица од страна на папата Францис во Ватикан. Професор Цане Мојановски и монсенјор Анте Циримотич разговараа на оваа тема и вела дека таа не е само нема да биде само светица ниту на Скопје, ниту пак на Албанија, туку ќе биде светица на сите луѓе што се отворени, што ја примиле љубовта од Господ. Да ги погледнеме нивните изјави. Таа беше отворена за сите луѓе и заправо најмалку работеше за католици, најмногу работеше за тие што не се католици, така да мора да се каже да овој настан има универзално значење, јас би рекол, за сите луѓе во цел свет, бидејќи тоа што е најважно кај Мајка Тереза, тоа е љубов, а љубов е универзална. Љубов не се ограничува ни на католицизмот, ни на православието, ни на исламот. Љубов е универзална категорија и би требало сите луѓе да се обидат да ја реализират во својот живот, ако не така како Мајка Тереза, али да се обиде секој барем нешто од тоа да го оствари во својот живот. Мајка Тереза подеднакво им припаѓа, како што да речеме, и многу други историски личности кои го задолжиле човештвото, подеднакво им припаѓаат прво му припаѓа на христијанскиот круг во целина, потоа му припаѓа особено на католичкиот круг како целина и му припаѓа на луѓето, затоа што во основата на нивното спомнување се наоѓа нешто што е надвор од границите на етничката, религиската или значи на човечката димензија. Таа човечка димензија се нарекува добролюбие или човеколюбие. Некој ја нарекува мајка на децата, мајка на лепрозните, на болните, на сиромашните, на оние што биле отфрлени во општеството, како што знаеме, отфрлени од кастата во Индија, во Калкута, каде што таа има отпатувано во далечната 1950 година, каде што се посветила целосно на нејзиното, на помагањето на оние на кои им е потребно најмногу помош. Мајка Тереза денеска ќе биде прогласена за светица во Ватикан, во Римот, како декретот за овој чин беше подпишан во оваа година за нејзиното прогласување за светица. Ние секако ќе останеме тука пред Римокатоличката црква Пресвето срце Исусово во Скопје, за да видиме како ќе доаѓаат граѓаните по повод овој настан, каде што ова е навистина голем чин не само за римокатолиците, туку и за сите христијани ширум светот.